Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. 4 духовни закони. Што е тоа? Среќа не е затоа што се чувствуваш среќен и радосен, бидејќи си примил, добил и доживеал нешто или ти се оствариле некои животни цели и планови. Вистинска среќа е кога животот ти е осмислен со Бог и кога си сигурен и знаеш дека смртта не е крај на се, туку е почеток на нов, нераспадлив и вечен живот со оној кој ја победи смртта, Исус Христос. Ќе дадам една илустрација на самиот почеток. Пајакот со својот долготраен труд си плете мрежа и додека плете, сигурно не му доаѓа на памет да си рече дека се уморил. Тој ќе ја исплете, како што Бог го надарил за тоа. Но ќе дојде домакинката и со својата метла ќе ја собере пајажината. И плюс, ако е се уште таму, ќе го згмечи и целиот труд и животот на пајакот завршуваат дотука. Не е ли тоа така и со човечкиот труд и животот? Човекот се труди да стекне добар положај и воедно да спечели богатство и имот. Сите своји трудови ги прави за да ужива во своите дела. Ја вложува сета своја способност, а понекогаш го губи здравјето, за да ја постигне посакуваната цел. Таман ќе ги заврши и усоврши своите дела, ќе дојде смртта и како пајакова мрежа залудно се трудел. Соломон ни дава убав пример кога сета своја способност и елан ги вложил во трупање богатство и правење секакви уметнички дела за на крајот да каже се е суета, празнина. Но ако вложиме труд за она што е вечно и кое не припаѓа од овој свет, Бог ни ветува дека ќе не награди и ќе ни даде вечен живот. Но севкупната радост и среќа се наоѓа во Евангелието, во она што го зборуваше Бог и што го зборува денеска Бог, кое што ни се нуди преку Исус Христос. Што е тоа Евангелие? Евангелието е радосна вест или блага вест, добра вест, за среќен и исполнет живот. Без Евангелие не може да има среќа, не може да има исполнет живот и не може да има вечен живот. Можат нештата само да изгледаат, а во суштина да нема никаква реалност во тоа. Евангелието е реално. Тоа дава радост и среќа која ќе се прими. Евангелието ни ги нуди 4 духовни закони. 4 духовни закони се начини како да се сподели добрата вест за спасение, што е достапно на сите луѓе преку вера. Вера во Исус Христос. Тоа е единствен, едноставен начин да се состави во 4 главни точки, најважната информација од Евангелието. Првиот од 4 духовни закони е тоа дека Бог те сака и има прекрасен план за твојот живот. Во Евангелието според Јован, 3 глава, 16 стих е запишано: Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син. Та секој кој верува во него да не загине, туку да има живот вечен. А во Јован 10 глава 10 стих е дадена причината зошто Исус доаѓа на оваа земја. И тој вели: Јас дојдов за да имаат живот и да го имаат и во изобилие. Во Библијата Бог се појавува како фактор на спасение. Тој Бог има своја карактеристика, свој карактер. Тој е Бог на љубовта. И од љубов кон човекот го даде својот единороден син, Исус Христос. Да секој кој верува во него, да не загине,
односно да не отиде во пеколот, туку да има живот вечен, таму каде што ќе живееме вечно со Исус Христос во рајот. Вториот од 4 духовни закони е тоа дека човештвото, како такво, е расипано поради гревот и поради тоа што е одвоено од Бог. Во Римјаните, 3 глава, 23 стих, Павле ни дава потврда за оваа информација, велејќи: зашто сите сгрешија и им недостасува Божјата слава или се отфрлени од Божјата слава. Во Римјаните 6 глава, 23 стих, се представени последиците од гревот. И таму Павле пишува и вели: зашто смртта е плата за гревот. Бог не создаде за да бидеме во постојани добри односи со Него. Но ете, почитувани слушатели, човекот сгреши, јас сгрешив и ти сгреши, сите ние сгрешивме. И поради гревот тој е одвоен од Бог, одделен од Бог. Ние ги разрушивме добрите односи со Бог, што Бог сака да ги има со нас. И каков е излезот од таа ситуација? Пред да дадам одговор каде е излезот, ќе дадам еден старозаветен пример колку е опасен гревот и како да се ослободиме од него. Во Псалм 51, тамо е запишано вака: Тебе само тебе ти сгрешив. Тоа го рекол цар Давид. Цар Давид, понесен од царштината, му е зеде жената на Урија Хетеецот по име Вицавеа. Потоа на лукав начин, сакајќи да го сокрие гревот, беше принуден да го убие и го уби Урија на најгнасен начин, испраќајќи писмо лично преку неговата рака, за да биде поставен во првите редови на бојното поле и да загине од непријателот. Сите злодела ги направи тајно. Може би си мислеше дека како цар и воздигнат во очите на луѓето, имаше посебни привилегии, па и Бог може да му прогледа низ прсти. Но, откако дојде пророкот Натан и му ги откри сите злодела, преку приказната што му ја кажа, тој самиот си ја донесе пресудата кога рече со гнев дека таквиот човек што го направил тоа заслужува смрт. И Натан директно во очи му рече дека сето тоа се однесува лично за тебе и дека човекот на кого се гневе е лично тој. Давид немаше друго решение, освен да се покае и да ја признае вината, велејќи: тебе, само тебе ти сгрешив и направив што е зло пред тебе. Ќе бидеш праведен кога ќе проговориш, кога ќе пресудиш без прекорување. Тоа е во Псалм 51, 4 стих. И ние како Давид, човештвото, на еден или на друг начин, подеднакво сме ги прекршиле Божите заповеди и сме го обесчестиле и навредиле Бог. Така што според законот, сите ние заслужуваме смрт. И писмото јасно го нагласува тоа, велејќи: зашто смртта е плата за грев. Тоа е запишено во Римјаните 6 глава 23 стих. Но, благодарение на Божјата милост во Исус Христос, нашиот Господ, преку покаяние и вера, ни се овозможува да го примиме Божјиот дар и да станеме Божји деца, спасени од вечна смрт, како што во продолжение на стихот е напишано: но благодатниот Божји дар е вечен живот во Исус Христос, нашиот Господ. Третиот од 4 духовни закони е тоа дека Исус Христос е единствен начин или единствениот начин кој што Бог го замислил за да ги избрише нашите гревови. Преку Исус Христос нашите гревови ќе бидат простени и ние ќе можеме да имаме заедништво со Бог, како што пред тоа никогаш не сме го имале. Во Римјаните, 5 глава 8 стих е запишено: но Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа, што Христос умре за нас додека уште бевме грешници.
Потоа во Коринтјаните 1, 15 глава, таму ни се вели што треба да го знаеме и што треба да веруваме, за да бидеме спасени. Дека Христос умре за нашите гревови, според писмата. Дека беше погребан, пак според писмата. И воскресна од мртвите на третиот ден, пак според писмата. Исус Христос самиот кажува за себе во Јован 14 глава 6 стих, дека тој е единствениот пат за спасение на луѓето, велејќи: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Како и јас да го добием прекрасниот дар, вечното спасение. Четвртиот од 4 духовни закони е следното. Сите ние, треба да го насочиме погледот со вера кон Исус Христос како наш спасител, за да го добиеме дарот на спасението и да разбереме каков е Божиот прекрасен план за нашиот живот. Во Евангелието според Јован, 1 глава, 12 стих, се опишува како може да се случи тоа. Велејќи: а на сите кои го примија, им даде власт да станат Божи деца, на оние кои веруваат во Неговото име. Во Дела на апостолите 16 глава, 31 стих е запишено, и тоа многу јасно: Поверувај во Господ Исус Христос и ќе се спасиш. Ќе се спасиш ти и целиот твој дом. Ние можеме да се спасиме единствено по благодат и единствено преку вера во Исус Христос, како што е запишено во Ефесјаните, 2 глава, 8 до 9 стих. Вера во Христос. Верата создава наново раѓање, преку Исус Христос нашиот Господ. Библијата вели дека без вера не е можно некој да му угоди на Бог, зашто оној што доаѓа при Бог треба да верува дека тој постои и дека ги наградува оние кои му пристапуваат со вера. Исус на сите што му пристапуваа со вера, ги пофалуваше и ги спасуваше од нивните гревови. Со вера во Христос, стотникот го доби тоа што го посакуваше. Со вера жената што боледуваше 12 години од некоја женска болест се излечи. По ослободувањето од болеста Исус им велеше: Оди си со мир, твојата вера те спаси. Верата допринесува човекот да биде спасен од гревовите и да добие ново раѓање. Апостолот Павле вели: праведникот ќе живее преку вера. Зашто по благодат сте спасени преку вера. Кога е од вера се исклучуваат сите други можности. Делата не може да го спасат човекот, зашто ако беше преку делата, тогаш Христос залудно умрел на крст. Затоа апостолот вели: ниту еден нема да се оправда од делата на законот, зашто преку вера сите библиски личности ја добија очекуваната надеж. Сите станаа победници и Бог ги призна како негови верни слуги, каде што не подлегнаа на искушенијата и на сите предизвици што им беа поставени од нивните непријатели. Верата е основа за наново раѓање, вера во Божиот Син. Ако сакаш да му се довериш на Исус како твој спасител, кажи му ги овие зборови. Самото изговарање на овие зборови нема да те спасат. Верата во Исус ќе те спаси. Оваа молитва е само еден начин со вера да ги изразиш овие зборови и да му благодариш за простувањето што ти го дава. Господе, знам дека сум грешник пред Тебе и дека заслужувам да бидам казнет за тоа. Но Исус Христос ја зеде на себе казната што јас ја заслужив, така што преку вера во Него да ми биде простено. Јас во овој миг му го свртувам мојот грб на сите мои гревови и ти се доверувам на Тебе за моето лично спасение. Ти благодарам за Твојата прекрасна милост и благодат што ми простуваш и што ми го даваш дарот
вечниот живот. Гледај да го запознаеш Исус додека се наоѓа и додека дишиш, зашто по смртта можеш да ги чуеш овие зборови: бегај од мене. Но, ако поверуваш, ќе ти се каже: дојди, мое чедо, наследи го моето царство. Амен.